Што гледаш ти? Што е во? Леле, беби, Боби, сними, слики. Седи бе ти, ба. Ја па ти не гледаш. Дали животот ни удира шлаканица кога им судиме на другите? Или можеби во такви случаи ја криеме својата слабост? Што се крие за образот на оние кои неуморно посегнуваат по тугите постапки? Критикуваат, понижуваат, насилно се однесуваат. Одговорот е многу јасен, но како да си признаеме дека со нашите постапки си пресудуваме самите? Проектот Врснички форум театар на Сдруженијето од станица до граница од Гевгелија и Сдруженијето Рубикон од Скопје, реализиран во учебната 2022-2023 година, имаше за цел да го сврти вниманието на младата личност кон себе, на согледување на сопствените грешки и на поправање. Многу работа, многу примери, меѓу кои и лични, се доказа дека ако се работи со младите, нештата можат да се подобрат. Проектот се имплементираше во периодот од мај 2022 година до септември 2023 година и во него, преку интерактивни работилници, се допре до сите ученици во основните училишта и средношколскиот центар во Гевгелија. Како сублимат на сработеното, свое мислење имаат најодговорните за работилниците, консултантите и обучувачите. Иницијативноста на проектот е да ги разбуди сите, да ги разбуди и учениците, да не бидат само пасивни сведоци на насилството што се случува помеѓу нив, односно да бидат тие што ќе реагираат во дадени ситуации, нема да премолчуваат за тоа што се случува во нивното одделение или додека седат на кафе или тоа што се случува на социјалните мрежи кога станува збор за насилство во сајбер просторот, од една страна, а од друга страна тука сме ние возрастните. Одржливоста мора да направат професионалците вработени во училиштата. Тука ги подразбирам сите, од највисокото ниво на управување до сите вработени во училиштата. Сите ние сме одговорни за климата и атмосферата што постои во училиштата. Одговорност има секој да препознава, да детектира и да превенира насилство, а особено ако имаме ситуации да реагира на насилството. Нема еден што има иземање од одговорност да постапи во ситуација на насилството и тоа ја прави одржливоста. Одржливоста ќе се постигне само тогаш кога секој ќе признае сопствената одговорност, ќе свати дека мора да постапува во ситуации на врсничко насилство, што се случува меѓу учениците, но не само додека тоа се случува за време на наставата или на часовите, туку и на насилството што се случува надвор од училишниот круг, надвор од училишните порти и на социјалните мрежи, затоа што нашето искуство вели дека често пати професионалците, вработените во училиштата велат што се случува во училница, на тоа реагираме. А она што се случува дома или на улица или на игралиште не е наш проблем, напротив. Искуствата, одговорностите и на крајот на краиштата професионалноста на секој вработен во училиштата опоменува дека е одговорност да работиме на оваа проблематика, иако се случува надвор од нашиот поглед и надвор од училишниот. Од главните цели на овој проект беше како да ги охрабриме децата да го зборуваат гласно за овој проблем. Како да зборуваат лесно со сите субјекти во едно училиште за нивните потреби и проблеми. И уште една чекор понатака да бидат проактивни во ситуација на врсничко насилство, да реагираат во секој момент, да реагираат на некаков начин. Низ интерактивниот пристап на работилниците ги јакневме вештините на учениците како можат они да се заштитат себе си и своите соученици, како можат сами да реагираат во таква ситуација и кои се механизмите институционални кои што им стојат на располагање во секој училиште. Учениците се беа доста информирани за оваа појава. Морам да кажам дека една од слабите страни во што имаме во сите училишта на цела држава има слаба доверба во системот во училиштето и смета дека не секогаш кога ќе пријава добиваат поддршка, понекогаш не ги сваќаат сериозно. Учениците со своите наставници, за да ја актуализираат темата на врсничкото насилство, самите иницираа литературен и ликовен конкурс. Проектните активности исто така беа насочени кон проблемот на врсничкото насилство во училиштата во општина Гевгелија во насока на препознавање, превенција и постапување.
Нетретирањето на врсничкото насилство потикнува нови видови насилства и жртви и предизвикува негативни последици на индивидуално ниво кај жртвите и сторителите, но и пошироко во заедницата. Со проектот се зајакнаа капацитетите на учениците во основните и средните училишта за превенција и справување со врсничко насилство. Беа унапредени компетенциите на наставниот кадар, психолошко-педагошкиот тим за детектирање, превенција и структуриран пристап во справување со врсничкото насилство. Човек на човека му е волк, не залудно старите. Но ние децата имаме друга идеја. Си да биде со радост и смеја. Да се биде друга, значи да се сака. Во игра или во неволја да биде пак така. Овој проект представуваше системна поддршка, начин, техника за справување со врсничкото насилство, за детекција, за намалување на врсничкото насилство и за решавање на проблемите и последиците од него. Проектот имаше неколку етапи или фази во кои учествувавме ние наставниците и учениците од основните училишта од општината. Проектите од ваков тип се исклучително важни за да се допре до темата на врсничко насилство од прва рака. Децата и младите учесници стануваат свесни зашто активно се случува кај нас, а можеби некои институции пробуваат тоа да го скријат. За време на работилниците, кога имавме активност да споделиме лични искуства или некои анонимни искуства или искуства на кои сме биле сведоци, јас лично се загрозив. Затоа е потребно да не се плашиме од оваа тема и да не ја криеме зад завеси на совршеност, бидејќи стравот од несовршеност само не повлекува уште подолу во длабочината на загрозени млади. Можеби најважниот дел од проектот беа интерактивните работилници со учениците, оние кои се засегнати и оние за кои е наменет проектот. 30 од нив работеа конкретно на темата врсничко насилство, при тоа разголувајќи ја вистината во училниците, училишните дворови, па дури и на места каде играта треба да биде радост, а не тага. Од нив произлегува 4 филмски етиди, сите приказни правени од реалниот свет на децата. Убаво да се биде дел од една ваква работилница во која преку игра и преку забава научивме многу работи. Некои работи почнавме да ги гледаме од другата страна како луѓето во некои тешки ситуации се справуваат и тоа дека не треба да се судат луѓето без да знаеме што се случува во нивниот живот. Преку работилници ние почнавме да согледуваме ситуацијата и да гледаме како е од страна на жртвата, како е од страна на насилникот и уште на почеток, уште оддалеку да препознаваме насилство. Реалните приказни не беа само мотив да се создадат видеоматеријали кои ќе се проектираат на часовите во училиштата и да се дискутира, туку тие беа и театарски производ кој се прикажа пред 400 ученици во Народниот театар во Гевгелија. Ефикасно и едноставно решение за решавање на врсничкото насилство не постои. Агресивното однесување децата го учат по пат на социализација во рамките на семејството, за жал. Потоа во училиштата, во заедницата во која живеат и преку медиумите. Еден од најголемите предизвици секако на ваквите проектни активности е одржливоста. Обично атмосферата е подобра, трае одредено време, додека не се претопи во масата и се продолжи со стариот начин на функционирање. Мене ми е драго што сите професори беа вклучени во овие проектни активности, меѓу кои можеме да кажеме дека има голем број на проактивни професионалци кои што имаат нулта толеранција за оваа појава, па дури еве се појавија иницијативи уште денеска да се заживеат некои тела кои што се на хартија, а поради ситуација, здравствената криза со короната, не функционираат едно време.
Така да тоа се како тело во општината или да се зајакне родителскиот совет во училиштата, може да се зајакнат ученичката заедница, да едноставно погласно се зборува. Не треба тавата на другите да ја користиме за измевање, бидејќи утре нам ќе ни треба помош. Тога што ги правиме? Затоа подади ми рака и кога не паѓам, ќе ти подадам и јас. Да го победиме насилството со љубов и да ја запреме сета образом. Проектот ја потикна и меѓусекторската соработка на сите вклучени институции во системски одговор на ситуации на врсничко насилство. Преку средбите со одговорните лица се најде начин да се формира локален совет за детско представништво во рамките на општината, но и да се имплементираат контактите на сите засегнати институции во поглед на врсничкото насилство. Да си подадеме сите рака, и тогаш кога не паѓаме.